Почитувани граѓани, денеска сме во посета на Струга и на Стружани. Целта е да се видиме со граѓаните, да поразговараме за проблемите со кои што се соочуваат секојдневието наше, маките и мачниот живот кој што се живее, но секако покрај тоа што ќе поразговараме и да понудиме решение за тоа што се случува во Македонија. Струга е еден од регионите наши кој што е заборавен од оваа власт. Остана основни работи на граѓаните кои што се наше секојдневие, голем дел од нив врзани за нашите деца, незавршени заради тоа што парите отидоа во споменици и мал милион други глупости. Денеска децата во Струга не знаат дали ќе почне школската година со струја во училиштата. Урнисани се условите комплетно во самите училишта, во болниците, комплетно во здравството. Полициската станица мора да се реновира, базентот градскиот е заборавен и го аби времето. Имаме доста места населени пред се без канализациони системи. Овие се секојдневни актуелни проблеми кои што го создаваат аспектот на живот на граѓаните. Не може да останат заборавени. Новата власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз од декември натаму после изборите, има намера конкретно да се втурне во решавање на вистински проблеми на граѓаните. Најзначаен дел од она на кое што ќе се посветиме се младите, работните места и квалитетно платените работни места. Конечна цел е да создадеме услови каде што младите ќе бидат мотивирани да останат овде. Целиот ангажман ќе биде насочен сите млади луѓе да бидат веднаш најбрзо обезбедени со работа и тоа квалитетна работа. Целта е да ги задржиме младите овде, ако даде Господ, и да ги вратиме оној огромен процент на млади луѓе кои што заминаа. Во делот на Струга мораме да ги целосно реновираме училиштата и финансиски преку блок дотациите, да помогнеме на општините за да можат редовно да се плаќаат сметките за струја, за вода, за превозот, за греењето кое што и денеска е проблем во Струга. Целосна реконструкција на болницата. Мораме да го реконструираме градскиот базент и тоа целосна реконструкција и модернизација на базентот. За да го зборуваме за Струга, каде што еден од важните спортови пливањето потекнува токму од овде и е еден од најзначајните региони токму по овој спорт. Целосно ќе го заокружиме колекторскиот систем во Радожда и Вранеште. Ќе изградиме канализациони системи и водоводни системи во секое населено место каде што денеска тие не постојат. Дримколскиот крај е целосно заборавен. Направено е едно игралиште каде што и не се употребува. Конечна цел еве и тоа што е направено од власта во делот на спортските објекти го поздравуваме. Какво такво е направено, дадено на концесии на секакви луѓе, секако и постојат и честни исклучоци. Конечна цел е да инвестираме во спортот. Еве објекти имаме. Да инвестираме во младите, да спортуваат и да ги наполниме тие сали и игралишта кои што постојат во Македонија. Конкретно со финансиска поддршка и преку мотивација на бизнис секторот. Да направиме амбиент да секој млад човек спортува. Да создадеме услови каде што обврска на секој родител ќе биде неговото дете да спортува одреден спорт, да биде пуштен, да тренира, не мора да стане професионален спортист, но барем да рекреира, заради тоа што тоа е многу важно и за здравјето и за целокупниот дух на живот на младите генерации. Спортот е важна гранка од нашето секојдневие и тој мора секако да биде поддржан покрај сите други важни аспекти кои што се секојдневие на граѓаните. Струга е исто така символот на мултиетничкиот соживот во Македонија. Тој мора да биде унапреден. Социјалдемократскиот сојуз ќе гради едно општество на рамноправни граѓани, каде што ќе зборуваме за проблемите на граѓаните, а не за проблемите на албанците, на турците, на македонците, на ромите, на граѓаните. Подеднако да се решаваат, да ги надминеме сите овие предрасуди кои што постојат и заедно да се бориме за поквалитетен економски живот на сите наши граѓани. Јас сум убеден дека поминавме сите граѓани многу еден тежок период, каде што сиромаштијата беше се поизразена, каде што болката од оваа миграција од преку 600.000 пред се млади луѓе, која што представува потврда за сите лоши политики на оваа власт. Таа болка полека ќе одминува во нашата Македонија, заради тоа што редот е да живееме со деца околу нас, да се раѓаат внуци околу нас и да го создаваме амбиентот на живот
колку што е можно поквалитетен. Јас се надевам дека секој граѓанин ја чувствува својата обврска кон својата татковина. Следува значајно време каде што треба секој да се вложи максимално и да придонесе кон промените, заради тоа што со тоа ќе придонесе кон убава, квалитетна и перспективна иднина на сегашните и идните генерации граѓани на нашата Македонија.